Стратешки пресврт во политиката на Европската Унија и НАТО кон Македонија. Дали Брисел ја научи лекцијата и ќе ги отстрани блокадите на евроатланскиот пат? За реформите по прибена потеке новата влада. Колку брзо може да испорача резултати? Како Бугарија и Грција да ги омегнат позициите и да се подобрат добрососедските односи? Во топ тема на ваша страна најнови детали од посетата на македонската владина делегација во Брисел, која следи Боби Христов, а за нив ќе дебатираме во студиото со Тони Десковски, Никола Дујовски и Симонида Кацарска. Почнуваме веднаш. Добро вечер во топ тема на ваша страна. Брисел порача силна поддршка за Македонија ако се испорачаат реформи, ако се подобрат односите со соседите и да се решава спорот со името. Владата побара брз прием во НАТО под референцата ФИРОМ, што ќе создаде клима за решавање на спорот со Грција. Вечерва дебатираме со професорот Тони Десковски, професорот Никола Дујовски и Симонида Кацарска, директор на невладината ЕПИ. Добро вечер на сите. Пред да почнеме да ги слушнеме главните пораки од еврокомесарот Хан, генералниот секретар на НАТО Столтенберг и од премиерот Заев, што денеска ги дадоа во Брисел. It's now important to start immediately implementing the urgent reform priorities and to see already in autumn a certain kind of track record, sustainable track record, which would enable us to lift our reservation. This is our common goal, and I really appreciate the efforts by the Prime Minister to reach out to his neighbors immediately, to Greece and to Bulgaria, and to get in contact with the Prime Ministers. Of course, finally, it's important to find a solution for the famous name issue and to find a way how we can move forward. I think there is now a mutual understanding that we should make progress in this issue, as it is so relevant for the future integration of the whole region into the European Union. And I think what I'm always saying and stressing, either we import stability or we export instability, and I think this is in particular relevant for the immediate neighbors of this region, and therefore I think they should have an interest. We have to work on a solution, and it's also about something which particularly in the region has to be learned. It's about a compromise, to find a compromise, and also to argue in favor of a compromise. There is still this tendency to see everything only in the perspective I'm the loser or I'm the winner. And a good compromise is something where everybody gives in a little bit and gets finally more in return. And I think this is what we will try to facilitate. And of course, it will not be easy. What we have stated clearly at every summit since 2008 is that we need a mutually acceptable solution within the NATO framework. So we are not explicit on what kind of solution. The important thing is that it has to be mutually acceptable, and as long as it's something which is accepted by Greece and of course by the former Yugoslav Republic of Macedonia, then we can start to move. But it's not for me to dictate or to specify exactly what kind of solution, as long as it is a mutually acceptable solution within a UN framework. Постојат овде алтернативи. Ние се надеваме дека и со привремената референца можеме да станеме членка на НАТО, а при тоа продолжуваат разговорите на Република Македонија со Грција за нашиот интегративен процес во Европската Унија. Или како што покажа досега и искуството од Црна Гора, барем со привремената референца, да добиеме покана од НАТО
во согласност со договорите со Грција, а додека тече ратификацијата во сите 29 членки на НАТО, секако добиваме некои 2 години да дополнително да изнајдеме решение. Сите можни алтернативи за нас се на располагање, секако зависи тоа многу од нашиот јужен сосед. Ова се клучните пораки денеска од Брисел. Господине Десковски, дали гледаме еден пресврт во политиката на Европската Унија и НАТО во незината политичка стратегија? Мислам дека тоа е очигледно. Она што денеска се случи е еден голем исчекор за Република Македонија, враќање на вистинскиот пат, и нашите партнери од Европската Унија и од НАТО тоа отворено ни го порача и го манифестира. Имено, веројатно и кај нив можете да го почувствувате олеснувањето што зацртаниот пат од пржино конечно е пробиен, формирана е една кредибилна влада во Република Македонија која што е посветена на евроатлантските интеграции. Од тука јас би го парафразирал генералниот секретар на НАТО Столтенберг дека денеска ова беше добар состанок. Многу јасно можеше да се забележи присноста во односите, пријателскиот пристап за разлика од оние кисели насмевки кои што бевме навикнати во изминативе 2-3 години да ги следиме со владата која што имаше сериозен проблем со сопствената кредибилност во западниот свет. Очекуваме директно јавување од Брисел од колегата Боби Христов и негов извештај за најновите детали од посетата. Дали го имаме, Боби, во моментот? Додека го очекуваме, Боби, господјо Кацарска, дали ова ви влева оптимизам што го слушнавме денеска и од еврокомесарот Хан и од генералниот секретар на НАТО? Несумнено мора да ни влие некоја доза на оптимизам, бидејќи ние вакви пораки одамна не сме чуле. Живеевме барем во последните 2,5 години во најголемата политичка криза после веројатно 2001 година и ако не и повеќе. Значи поради што и ние бевме во ситуација во која што како што беше споменато предходно, во целиот овој период бевме во исчекување на тоа кога ќе се навратиме на тие етни реформски приоритети. Мислам дека го имаме Боби Христов, јас ќе ве прекинам тука, ќе продолжиме да видиме што тој има да ни каже. Боби, како е твојот генерален впечаток од денешната посета на високата владина делегација? Од режија ми јавува дека сепак Боби Христов се уште го немаме на линкот, ќе се вклучиме. Да продолжиме. Кацарска, доколку можете се разбира. Значи, со оглед на она што го имавме изминативе години, траеше прилично долго. Имаме влада која што очигледно се посвети, барем до сега декларативно, дека ќе работи на реформите и од истата се очекува тоа од страна на Брисел. Што е добра почетна позиција. Денешниот состанок беше некоја форма на офанзива, веројатно, на Брисел. Беше заедничка посета на министерката за одбрана, министерот за вице-премиерот за европски интеграции, што значи дека се разбира, односно се даде сигнал дека овие два процеса се поврзани. Истите политички прашања кои што стојат на патот кон НАТО, дополнително со името, стојат и на патот кон отварањето на преговорите со Европската Унија, заедно со името. Така да, заедно со премиерот се испрати сигнал дека разбираме дека Република Македонија треба да работи на овие прашања и веројатно очекуваме посветеност. Многу е рано за да ние кажеме каде ќе оди ова влада и каде ќе оди нивниот напор, меѓутоа денешната посета представува некоја форма на сигнал во таа насока. Она што мене ме загрижува доколку се навратиме на изјавите е изјавата можеби малку на комесарот Хан, бидејќи одржливи резултати до есен во однос на големите прашања кои што стојат пред владата, се сомневам дека ќе може да видиме, веќе сме јуни.
Клучните прашања кои што оваа влада и ги постави пред себе предходно и во кампањата на Социјалдемократскиот сојуз за Република Македонија беше реизборот во судството и деполитизацијата на јавната администрација, кои што се долгорочни цели на кои што доколку успеат да работат. Јас се надевам дека ќе видиме некои одржливи резултати во речникот на комесарот Хан некаде пред објавувањето на наредниот извештај за Република Македонија, кој според новиот распоред на Европската комисија треба да се случи напролет следната година. Значи и она што Хан веќе наесен очекува, сметате дека е прикус рок за да се испорача, освен доколку нема некој механизам со оглед на да се тежината на задачите кои престојат, да. Господине Дујовски, дали сте вие можеби повеќе оптимисти дека има некаков исчекор веќе наесен? Време е да бидеме реалисти. Исчекор веќе има одреден. Денешниве посети на премиерот и делегацијата во Брисел е поддршка за новата македонска влада и тоа многу силна поддршка. Фактот дека тоа е прва посета надвор од државата на премиерот говори каде ќе се движиме и сите состаноци кои денеска се случија, буквално со сите лидери во Брисел, говори за тоа дека владата има силна поддршка. Тоа значи дека нема да бидеме оставени сами. Можеби на есен, можеби наредната пролет и не е толку среќно да кажеме дека така ќе напредуваме, меѓутоа мора да се работи. Тоа значи дека немаме време, дека не следат многу прашања, особено изборите локални кои што ќе следат есенва. Ова е есен. Боби. Конечно, Боби Христов го имаме на линкот. Боби, каков е твојот генерален впечаток од сите денешни посети, разговори и изјави во Брисел? Па, Сања, ако може да се говори за некаков впечаток и ако ми е дозволена слободна интерпретација, тогаш веројатно денешната интензивна дипломатска агенда би можела да се смета како еден своевиден нов импулс во евроинтеграцијските процеси со оглед на фактот што Македонија има замрзната препорака веќе 2 години поради политичката криза. Но она што е исто така факт е дека еврокомесарот Јоханес Хан на 2 различни пресконференции денеска, едната со премиерот Зоран Заев, другата претходно на која што говореше за Западниот Балкан, јасно порача дека да, ја поддржуваме новата влада, меѓутоа од сега натаму очекуваме конкретни акции и дела. Значи, на владата воопшто нема да ја бидат оставени 100 дена условно за да се прилагодува, бидејќи и самата агенда што е најавена навестува интензивна динамика. Веќе неделава доаѓа Прибе, кој што заедно со владиниот тим ќе треба да работи на оцена на тоа што досега е сработено. Неговиот акцијски план подготвен заедно со владата ќе треба да биде готов во јули. Хан доаѓа на 26 и ќе присуствува на седницата на владата на која што ќе се расправа за за подготовките на тој акцијски план и се очекува некаде после локалните избори еврокомесарот да почне да го пишува тој вонреден извештај со кој би се овозможило на самитот во декември да се обнови препораката за почеток на преговори. Сања? Оваа владина делегација во која е практично и тројката што ќе спроведува дипломатската офанзива во евроинтеграциите, министерката за одбрана Радмила Шекеринска, шефот на дипломатијата Димитров исто и Бујар Османи треба да се концентрираат и на подобрување на односите со соседите. Дали тука има најавено некои конкретни чекори? Токму така, она што најмногу се нагласува е се добрососедските односи и не без причина, бидејќи проблемот со името е пречка и за отварањето на поглавијата 23 и 24 во ЕУ и за приемот во НАТО. Да, интензивна агенда со соседите е најавена, веќе е познато дека во среда шефот на дипломатијата Никола Димитров патува во Атина, каде што ќе има средба со неговиот колега Коцијас.
премиерот Зоран Заев ќе биде на 20 и на 21 овој месец во Софија. Тоа беше најавено како посета во пресред на бугарското преседавање со Европската Унија. Меѓутоа, како што успеав да дознам денеска од владени извори, тоа нема да биде само формална посета и најверојатно за време на таа посета ќе биде подпишан и договорот за добро соседство меѓу Бугарија и Македонија, кој што Бугарија го наметна после Грција како свој предуслов за деблокада на Софија на почетокот на преговорите. Меѓутоа, сепак останува, според моите информации, до петок да се прецизираат сите детали околу овој договор, за да може премиерот Зоран Заев за време на посетата на 20 и на 21 заедно со неговиот колега Борисов и да го подпишат овој договор. Значи, се на се тоа е она што може да се каже од Брисел. Од Брисел впечаток дека има нов импулс, но дека владата ја очекува многу работа и практично владени извори најавија дека утре, веројатно, најдоцна задутре, ќе се одржи и посебна седница на која што владата ќе го детализира тој план за реформи кој што денеска беше донесен овдека во Брисел. Впрочем, многу повеќе ќе можеме да слушнеме од разговорот кој што по завршувањето на средбата како сублимат на сите активности денеска го има со вице-премиерката Радмила Шекеринска. Мислам дека ќе го погледнеме во продолжение, но доколку има уште некои прашања, Сања повели. Предлагам сепак да го видиме интервјуто. Се надевам дека Шекеринска, која ги водеше евроинтеграциите, која стана Македонија кандидат, сега како министер за одбрана ќе има повеќе одговори околу нашето идно членство во НАТО, па да го слушнеме интервјуто. Госпожа Шекеринска, ако се обидеме да го сублимираме целиот ден и сите различни аспекти, особено и во Европската Унија и во НАТО, се би било во една реченица. Ако испорачате, ние ќе возвратиме. Меѓутоа, што е тоа што она ќе возвратиме, особено на планот на ЕУ сега, е поразлично од претходните години, кога бевме научени само на одлагање и одлагање? Оно што се случуваше во Македонија во изминативе месеци па и неколку години, мислам дека не доведе до ситуација да добиеме втора шанса. Зошто? Заради тоа што Европската Унија исто така виде дека кога немаш политика, кога немаш инструменти, кога немаш одлуки, вакуумот се пополнува со многу неповолни нешта. Она што е јасно е дека Македонија има нова влада и она што денеска го испративме како силна порака е дека таа влада не сака да глуми реформи, туку дека таа сака тие реформи да ги испорача пред се за своите граѓани, но и како порака до Европската Унија и до НАТО. Не мислам дека Унијата и НАТО се променија, но ние дојдовме во Брисел за да покажеме дека нашата волја политичка, дека нашиот политички збор ќе држи место и дека тие зборови ќе бидат пропратени со акција. Што ќе значи конкретно таа акција? Бидејќи од сите пораки очигледно е дека барем Брисел нема да ви даде како влада 100 дена за прилагодување, резултатите ќе мора да се испорачуваат веќе од утре со доаѓањето на Прибес, следната посета на Хан, извештајот акцијски што треба да го подготви Прибес до 10 јули. Што значи тоа во контекст на она што од утре веќе ќе треба да се испорачува? Ние уште во време на предизборната кампања минатата година кажавме дека нема да имаме право на 100 дена, заради тоа што Македонија нема 100 дена за губење. Целиот овој процес на одоговлекување со изборот на влада, со процедурите во собрание, дополнително ни го стесни маневарскиот простор. И на некој начин Македонија повторно ќе треба да изведе чудо за да до крајот на годината покаже дека реформите не се само на хартија, туку дека тие стануваат и политичка реалност. Се согласувам дека некогаш тоа не е фер. Она што не сме го сработиле за неколку години, сега да се очекува да го завршиме во 3 месеци,
но мислам дека тоа од нас го очекуваат и македонските граѓани. Зошто? Заради тоа што навистина се заморија и изгубија многу шанси поради чекање. Нашата цел ќе биде да се фокусираме на областите кај што во следниве 3-6 месеци можеме да испорачаме. Каде ќе се почне? Извештајот на Прибе е голем, врз основа на него се напишани итните приоритети. Јасно е дека кога Прибе ќе дојде во Македонија неделава, нема да најде речиси ништо исполнето, односно само еден нацрт извештај за реформа на УБК. Од што ќе се почне и што е тоа што вие го донесовте денеска овде за да ја добиете таа порака. Испорачајте, ние ќе возвратиме. Сметам дека немаме право да тераме една реформа која после тоа ќе продолжи во друга реформа. Неколку крупни реформски пакети мора да ги почнеме од вчера. Едната од нив е реформата на правосудството, која и самите се свесни дека ќе бара повеќе време. Но не е целта да кажеме кога ни е последниот рок, туку веднаш да почнеме со зголемување на транспарентноста во судството, со зголемување на нивната одговорност пред сите оние кои што ги бираат. Втората област се секако медиумите. Не е прашањето дали ќе се само промени законот. Битно е да видат дека македонската влада нема да продолжи да ги корумпира медиумите како оние предходните. Битно е да престанеме да го користиме инструментот наречен тужба за клевета за да ги притискаме новинарите. И ова се работи кои што можеме да кажам во релативно кус рок да ги испорачаме. Третиот важен дел е создавање на демократски институции кои што ќе контролираат власта. Тука превземавме обврски, тие ги покажавме во Македонското собрание. Собранието на вистина да биде центар на политичките случувања. Владата на вистина да одговара пред избраните представници на граѓаните. И четвртата област која што и ние ја спомнавме, мислам дека влијае на сите, тоа е борба против корупција преку зголемена транспарентност. Сакаме на граѓаните на Македонија, меѓутоа и на ЕУ и НАТО, да покажеме како се трошат парите, како функционираат институциите и кој носи одговорност за сработеното и за несработеното. Да ги направите и најдобрите европски закони, се соочувате со суровата реалност, а тоа е дека за голем дел од законите, особено за судските реформи, треба консензус или двотретинско мнозинство. Како ќе се обезбеди тоа во политиката на етење, која што досега беше пракса во Македонија? Прво да кажам дека и нашиот впечаток е дека во праксата која што ја воведе поранешната влада да решиме се со нов закон е лоша пракса. Ке се трудиме во многу од овие области. Вие спомнавте некои од нив, медиуми, например, омбудсманот и други, да ги решаваме проблемите на тој начин што ќе ги применуваме законите кои не се лоши. Меѓутоа проблем беше во нивното спроведување. Но се согласувам со вас дека кај еден дел од законите ќе треба да бараме двотретинско мнозинство. И ние првите чекори кон покажување поинаков стил на политика ги направивме. Опозицијата доби да раководи важни комисии. Во одреден број на комисии е дури и мнозинство. Тоа е одреден политички бенефит за ВМРО-ДПМН, но тоа е и политичка одговорност. И ние сметаме дека во еден инклузивен процес во кој ќе ја поканиме и опозицијата, ќе ги поканиме и граѓанските организации, експертската јавност, да дискутираме за судските реформи, дека полека, но сигурно Македонија ќе ја движиме кон ситуација да има двотретинска поддршка за одреден реформски пакет. Фактот дека Прибе ќе дојде и дека еден дел од неговиот тим ќе се сконцентрира и на овие реформи. Фактот дека имаме препораки на Венецијанската комисија околу судските реформи може да ни го олесни тоа. Ако некои изберат да продолжат со инеетења и блокади, тоа е нивен избор. Меѓутоа, сметам дека притисокот и од јавноста, и од Европската унија и НАТО ќе биде преголем. На Македонија и се потребни решенија. Секој може да придонесе. Власта ќе ја носи најголемата одговорност, но ние подадовме рака кон опозицијата. Неизина е одговорноста дали ќе ја прифати или не. И сега доаѓаме до двете прашања кои ги обединуваат двете ваши функции, вице-премиер и министер за одбрана. Во ЕУ целта е отварање на 23 и 24 поглавјата, односно почеток на преговори. Во НАТО членството, на двете виси
проблемот со името. Можне ли се, особено еве прво, на планот на ЕУ некакви креативни, нови решенија кои што би овозможиле старт на преговорите, а во подоцнежна фаза и решавање на името, и има ли такво расположение во ЕУ? Расположенијата не треба да ги чекаме. Расположенијата треба да ги создаваме. Нашата цел со денешната посета во Брисел, со посетите кои што премиерот ќе ги направи во Бугарија, со посетата на министерот за надворешни работи на Грција, ќе биде да покажеме нов тип на политика. Политика на отвореност, на добрососедство, на неполитизирање на билатералните односи. Целта е да испратиме пораката. Регионот може да биде само подобар и посигурен ако Македонија се обезбеди себе си со членство во НАТО и со преговори во Европската Унија. Еден период безбедноста на Западниот Балкан престана да биде прашање. Можеби тоа беше 2008, 2010, 2011. Во последните неколку години сите наши соседи, Европската Унија и НАТО, видоа што се случува кога една мала Македонија оди кон нестабилност. Да, го слушнавме и господинот Хан денеска вели Европа треба да испорача и да ги има предвид грешките што ги направи кон Македонија, потребен е нов период. Го слушнавме и господинот Столтенберг на пресконференцијата со премиерот вели безбедноста на Западниот Балкан, стабилноста е клучна за НАТО. Меѓутоа, сето тоа завршува на она взаемно прифатливо решение. Колку оваа влада е подготвена со своите партнери да работи на тоа подотварање на вратите, па дури и под привремената референца. Ние како влада покажавме дека ќе сакаме да развиваме добри односи со соседите. Тоа мислам дека ќе биде видливо, мислам дека тоа веќе се цени. Прашањето ја чинеше Македонија многу и тешко е да се очекува дека тоа може лесно да се реши. Да беше лесно, ќе се решеше на почетокот на нашата независност. Меѓутоа, ние сакаме повторно да го обезбедиме она што беше стандард до 2007. Да, сакаме да го решаваме проблемот, меѓутоа, ајде да не дозволиме проблемот да стане блокада во сите наши меѓусебни односи. Дали ќе биде тоа тешко да се направи? Апсолутно да. Но наша задача е на тоа да се посветиме. Мислам дека и во Европската Унија и во НАТО беа гласни и политичарите и структурите кои велеа дајте да не ја повториме грешката. Пораката која што ја добивме од ЕУ е дека ако Македонија испорача и Европската Унија ќе мора да испорача. Не заради обврска, туку заради паметена одлука. И ние ќе работиме на тој тип создавање на нова клима во односите со нашите соседи, за да се отвори вратата, за да ја стабилизираме државата и за да можеме на тие прашања да пристапиме од еден многу поконструктивен и многу попозитивен начин. За крај, ќе имаме одмрзната препорака во декември? Јас сум сигурна дека ако секој го направи своето, одмрзнатата препорака е реалност. Ви благодарам. Од Брисел се враќаме во дебатата во студиото. Мои гости се професорите Тони Десковски, Никола Дујовски и Симонида Кацарска од ЕПИ. Клучот очигледно за спроведување на оваа амбициозна агенда за приближување и влегување на Македонија во ЕУ и НАТО е кај соседите Бугарија и Грција. Бугарија, веќе како што јави Христов, можно е уште на 20 и 21 за време на посетата на премиерот Заев на Софија да биде потпишан договорот со Бугарија. Дали Дујовски тоа ќе отстрани пречката што ја поставува Бугарија? Дали може да очекуваме натаму да не ја блокира Македонија во преговорите, да речеме, со Европската Унија? Прво би рекол дека клучот не е кај соседите, туку е кај нас. Наша обврска е да го завршиме тоа што се бара и по однос на сите обврски кои произлегуваат од евроинтеграцијата, се разбира меѓу другото и добрите односи со сите соседи. Подпишувањето на договорот со Бугарија не знаеме дали ќе се случи, нели тоа се само најави, меѓутоа не мора да значи дека тоа ќе биде и последната работа која што треба да ја исполниме во односите со Бугарија. Допрва следуваат предизвиците. Добрососедските односи не се решаваат само со подпишување на еден договор. Бугарија можеби има и некои други обврски за нас кои што непринципиелно би ни ги наметнувала во наредниот период. Затоа видовме имаше случаи
и помеѓу Словенија и Хрватска, и помеѓу Италија и Словенија и така натаму, значи не можеме да очекуваме дека толку едноставно ќе се надминат сите работи кои што се таложеле со години наназад. Затоа ценам дека треба да се оди со еден отворен пристап и чекор по чекор да се решаваат сите прашања до моментот на добивање на датумот за преговори, а потоа низ поглавијата со поддршка од Европската унија, со партнерите таму сигурно ќе наоѓаме решенија како и односите со соседите да бидат на повисоко ниво. Кацарска, односите со соседите и нагласувањето дека со сите соседи треба да се подобрат ќе биде голем дел, нели, од оваа агенда. Што се, како што вели Дујевски, Македонија треба да направи? Другото да споменам дека еврокомесарот Хан денеска пред да се сретне со Заев најави дека се потпира на добрите односи и релации меѓу Заев и Борисов и оваа најава дека ќе има потпишување на договор за пријателство и добрососедство станува се поизвестна. Дали ќе бидат остранети сите пречки, се разбира, останува Грција? Мислите за почетокот на Да. за препорака за преговори. Вака, мора да бидеме свесни дека ние во моментот, значи во 2015-та и 16-та година, како што и напомена Боби, имаме замрзната препорака за отпочнување на преговорите, што значи дека таа всушност не постои. Европскиот совет од 2015 година, ноември или октомври, кога беше извештен, значи не дискутираше во однос на препораката за Република Македонија. Тоа е квалитативната разлика во однос на тоа што беше случај пред 2015 година, кога во секој извештај комисијата препорачуваше почеток на преговори, условено од решавање на името. Сега, првиот чекор кој што ова влада го има, според мене, е да не врати во состојбата од 2015 година. Бидејќи од тогаш го имаме пржина и итните реформски приоритети и покажување на одржливо досие во терминологијата на Европската комисија како дополнителен услов кој што всушност ја замрзна препораката. Бугарија, прашањето на добрососедските односи со Бугарија се појави некаде со околу високиот пристапен диалог кој што беше 2011-12 година, може колегите да коригираат точно. Тоа беше првиот обид во кој Бугарија да се прескокне некако спорот со името или да се стави настрана и Македонија да почне некакви. Па зависи како ќе го гледаме. Тука, значи, пристапниот диалог на високо ниво беше еден, според мене, доста неуспешен инструмент кој што во една или различна форма беше применат во целиот регион, како во Босна, така и во Република Македонија, со приоритети кои што се базираа на комуникација во тоа време помеѓу премиерот и комесарот за проширување, што не доведе до ништо и во тој период се назираше некоја фрустрација и во Европската комисија со состојбата на перпетум мобиле, ние препорачуваме, ништо не се случува понатаму. И Бугарија тогаш го отворила прашање на договорот за добрососедство. Имаше некои разговори во тоа време, пошто и со влошувањето на политичката криза во Република Македонија веќе ништо не чувме за тоа, веќе подолго можеби некои од колегите повеќе знаат, меѓутоа ние во јавноста никакви отворени информации во однос на тоа кој е статусот немавме досега. Дали ќе се потпише договорот, ова сега прв пат го чувме и не би можеле ние нова информација за која што сме благодарни, меѓутоа е тешко особено да коментираме, особено бидејќи 20 јунија за 8 дена. Иако би требале нешто, би очекувале некои информации во однос на содржината, во однос на тоа што се очекува, бидејќи мислам дека не е опортуно да говориме сега. Секако би ја отстранила формално една пречка, меѓутоа мора да во однос на Бугарија, што значи дека името и сите оние политички реформи и итните реформски приоритети остануваат, навраќајќи се на мојата претходна поента во однос на должината на реформите, но мора да сватиме дека целиот процес на пристапување во ЕУ е процес на преговарање со 28, набргу од кога Британија ќе излезе 27 држави, со кои што ние константно во тој период кој што би траел барем до пристапувањето, би требале да имаме добри односи и не треба да отвараме нови огнови и ќе биде процес на гасење на многу пожари на кои што треба да се навикнеме и на дипломатските методи, дека мора да преговараме и мора да разговараме. Ова не е случај, тука беше споменато Словенија, Хрватска и така натаму.
Сам историски, ако погледнеме, Франција има блокирано Велика Британија, Обединетото кралство при нивниот влез доста долго време. Значи не сме ниту исклучок и треба да сватиме дека ова е процес кој што трае. И Македонија работите да почнат преговорите, да влезе Македонија под референцата фирм во НАТО, како што побара премиерот за. Господине Десковски, да се преговара со Европската Унија и паралелно да се решава спорот со името не е нова идеја. Исто така да се влезе под референцата фирм во НАТО и да се решава спорот со името беше обид и претходно. Зошто сега би успеал? Јас сум скептик околу таквата можност. Првенствено од една причина. Грција има дадено согласност за таа формула, дека ние ќе влегуваме во меѓународните организации, вклучително НАТО, Европската Унија, Совет на Европа и така натаму, а преговорите за името ќе одат на паралелен колосек. За жал, во 2008 година Грција ја повреди својата обврска, го прекрши договорот за мир и добрососедство со Република Македонија. Она што мораме да го имаме предвид во контекст на изјавата на комесарот Хан за добрососедските односи. Подоцна би сакал нешто да прозборам за Бугарија, меѓутоа сега за Грција. Република Македонија и Грција имаат договор за мир и добрососедство. Тоа е така наречената временна спогодба, која што воопшто не е временна спогодба. Таа е траен договор за мир. Договор кој што обезбедува рамката за добрососедските односи меѓу Република Македонија и Грција. И таа рамка е нарушена, скршена, уништена од страна на Грција во Букурешт 2008 година. Она што ние треба да го побараме е не некакво итроманско барање кое што и претходниот премиер и претходните два премиера го правеа, а да влеземе па потоа ќе разговараме или паралелно со процесот на влегување. Република Македонија мора да декларира отворено и јавно дека бара Грција да се придржува до сопствените обврски од времената спогодба, која што е се уште на сила меѓу нас и нив, а која што времена спогодба е гарантирана од Соединетите Американски држави и од Европската Унија. Тука мислам дека пораката мора да биде јасна од наша страна. Што е разликата, зошто има шанси денеска тој план да некако да добие поддршка, и тоа е тоа што треба да се анализира, дали од 2008 година до денеска нешто е сменето во меѓународните односи и на европскиот континент. Во меѓувреме изби кризата меѓу Европската Унија и САД, односно НАТО и Русија. Европа е длабоко поделена и во таа длабока поделеност одеднаш многу стануваат значајни овие земји како нас, кои што се тампон зона. Не мислите дека и промената на власта е фактор што ќе влијае на тоа, бидејќи апсолутно сега имаме Грција, да, оправдувањето на Грција беше дека и Македонија прекршувала времената спогодба. Имаше обвинување и добивме пресуда дека ние нема ни п од прекршување на времената спогодба. Значи Македонија останала во рамките. А што ни се праќа како порака, треба да имате добрососедски односи. Значи работите треба да се постават на вистинската основа. Кој е тој што ги прекршува добрососедските односи меѓу Македонија и Грција? Оној кој што ја прекршува спогодбата за мир и добрососедство или оној кој што е во рамките на спогодбата за мир и добрососедство? Оној кој што го клевети соседот дека ја крши спогодбата, а истовремено самиот ја крши, или оној кој што не го клевети соседот, а е соочен со кршење на времената спогодба? Ние со Грција имаме еден многу... Грција има заправо проблем. Таа го користи принципот на огледало. Тоа што таа го прави, не обвинува нас. Сите грчки обвинувања, беше смешно во Хаг да ги слушате. Да, вие бевте дел од тимот. Ние се соочивме со нив. Можем да ви кажем, клучниот предизвик кој што го имаше правниот тим на Република Македонија беше дали воопшто да влегуваме во дебата со грчката страна околу наводните прекршувања на времената спогодба. Постоеше стратегија и тоа да се одбегне. Влеговме храбро и успеавме да ја победиме Грција тука. За жал,
Од 2011 година наваму, Република Македонија и незината влада одбива да влезе во диалог со Грција околу овие прашања. Го слушате Кодзијас и најновата изјава, да, треба заедничко решение за името, ама и Македонија да престане со иридентизам. Во Хаг тие ја изнесоа целата своја надворешна политика, вклучително и содржината на наводниот иридентизам. Иридентизмот се состоеше во прекршување на една серија на наши обврски од времената спогодба. Што одлучи судот? Дека нивните тврдења се толку небулозни што се надвор од реалност. Значи, Грција е поразена, нивната политика за името е поразена. Ако го тргнете иридентизмот... Да, меѓутоа таа одлука сепак не е почитувана од Хаг. Тогаш НАТО веднаш по изрекувањето на пресудата во Хаг излезе дека нема да го смени својот заклучок од самитот во Букурешт. Од тогаш до сега, значително се променија околностите во меѓународните односи и очигледно е дека и НАТО во нашата влада има малку покредибилен партнер, ајде да не речем многу покредибилен партнер, со кој што може да гради односи на доверба, па дури и на ова поле. Нашата задача во текот на оваа година, до следниот самит на НАТО, е да отпочнеме еден процес на разговори со НАТО сојузниците, не со Грција, со НАТО сојузниците, за да ги образложиме своите стојалишта. А во комуникацијата со Грција, веројатно ќе доживееме еден наш министер отворено да каже дека регионот Македонија го делиме 3 земји, нешто малци има и во Албанија, и дека ние немаме никакви претензии кон грчкиот и бугарскиот. Тоа очекувате од министерот Димитров? Па очекувам, морам да ви кажам. Да го каже на својот колега Кодзијас. Очекувам да го каже тоа и очекувам конечно некој на грчката страна да ја каже добро каде се состои иридентизмот, бидејќи видовме дека сите манифестации на тој иридентизам не постојат. И да ги замоли да престанат да не обвинуваат за иридентизам во ситуација кога имаме судска пресуда со која што утврдена дека тој иридентизам не постои. И само нешто, ако може да се надоврзам за прашањето за Бугарија. Прашањето за Бугарија и односите и спогодбата за добро соседство со Бугарија е еден проблем кој што многу добро го адресираше новиот министер за надворешни работи Никола Димитров, а тоа е враќање на довербата. Република Македонија во изминатите неколку години повлече неколку прилично непријателски потези кон Бугарија со енергетската политика, гасоводите и така натаму. А анимозитетот на бугарското раководство кон нашето раководство се пренесе и стана и лично незадоволство. И од тука верувам дека и кај нив сега почнува да дуваат едни нови ветрови, а спогодбата е едно парче хартија, кое што нема ништо да реши. Враќањето на довербата е клучната работа спрема Бугарија. Да, така се вика и договорот. Господине Дујовски, професорот Десковски вели дека не мора Грција другите сојузници на НАТО. Министерот Димитров пред да отпатува во Атина изјави денеска за сајтот Политика, влијателниот бриселски сајт, дека приемот под референцата ФИРОМ ќе создаде клима за решение на спорот со името, треба да допреме до нашите грчки пријатели, реце, и колку сме пофини со нив, нели, по-внимателни, толку ќе им биде потешко да не блокираат. Се согласувате ли со овој нов пристап? Се согласувам, удар пристап е тоа, бидејќи на полето на правото ние сме во предност пред Грција и со одлуката од Меѓународниот суд, но кога политиката ќе вмеша прсти, а таков е случајот со Република Македонија во овој момент, мора да изнаоѓаме поинакви решенија. Многу е за поздравување посетата што ќе се случи во среда и навистина очекуваме такви средби да зачестат во наредниот период. И минатата влада, односите меѓу Македонија и Грција практично беа одмрзнати со првата посета на грчкиот министер Кодзијас. Беше Кодзијас тука, точно така, се сретна со Никола Поповски. Меѓутоа сега
треба многу чекори понапред. Сега веќе не е доволно во ракавици да разговараме дека имаме проблем, бидејќи сите знаеме каков е проблемот. Грција има проблем со нашето име, ние имаме проблем со почеток на преговорите за членство во Европска унија и со членството во НАТО. И мора веќе малку појасно да се кажуваат работите, дека тоа не е проблем кој што толку многу треба да ја закочи Република Македонија. 25 години ние сме надвор од многу интеграции. Десетина години, ево 2005 година сме кандидати за членство, не започнуваме преговори со Хрватска, почнавме речиси истовремено, тие се 4 години веќе членки на Европската унија. Добро е да можеме да оствариме однос со Грција за да бидеме членка на НАТО. Но како кога министерот Кодзијев изјави вчера дека од една страна е важна стабилноста на Македонија, многу им е важна, но од друга страна повторно зборува за иредентизам, испратија порака дека нема да ги променат своите позиции. Затоа да одиме чекор по чекор, ама малку побрегу. Би било добро македонските граѓани, институциите, сите ние да почувствуваме што значи напредок во европските интеграции и што значи реалноста од членството во НАТО. Тогаш може би дел од политиките во Република Македонија ќе забрзаат во насока на решавање на спорот со името. Доколку останеме блокирани на овој начин и покрај евентуалната добра волја што ние би ја покажале, така само ќе се оддалечуваме. Затоа е добро да ги следиме изјавите на грчките политичари, но и да имаме заеднички став, внатрешен став. Ние до овој момент немаме заеднички став. Иако декларативно велат дека ВМРО, ДПМН и СДСМ не се разликуваат по однос на прашањето за името, ние немаме јавно обелоден став кои се нашите црвени линии. Затоа ни е потребно партнерство и со НАТО и со Европската унија. Колку е можно повеќе и поблиски односи на непосредно субјективно ниво со политичарите во Грција, па зошто да не наскоро и средба помеѓу премиерите на двете држави, каде може стратешки да разговараме дали Македонија може да очекува членство во НАТО. Господјо Кацарска, како Грција да дозволи почеток на преговори, бидејќи се најавува почнување на пристапни преговори околу поглавјата 23 и 24. Тоа е некој вид на почеток на преговори. Каде е тука некој компромис и која отстапка тука Грција би ја направила? Вака, јас само докато се навратам на претходната ваша дискусија во однос на обвинувањето од страна на Грција, ние со нашето уназадување во однос на владењето во правото и неисполнувањето на политичките критериуми на Европската унија и минимум демократски стандарди, и дадовме и доста добро оправдување на Грција во изминатите неколку години да тврди, па не сме само ние, не е прашањето на името, туку земјата не ги исполнува основните демократски принципи за да може да се препорача почеток на преговорите. Затоа и ќе се навратам на тоа што го претходно го споменав, ние мора таа дополнителна пречка да ја отстраниме и на тој начин всушност и аргументот кој што го дадовме сами на Грција да го земеме назад. Сега. Јас сум искрено кажано скептик во однос на формалниот почеток на преговорите, иако, навраќајќи се на прашањето на Боби, постојат креативни решенија во рацете на Европската комисија, кои што може да дозволат поголема интеракција помеѓу Европската комисија и нашите институции во однос на областите кои што ги покриваат поглавјата 23 и 24. Освен преговорите, значи например во моментот во Албанија има нешто што се вика длабински скрининг. Па нема да го употребат веројатно зборот скрининг, длабински преглед со цел за да се подготвиме за да ни се даде предност кога евентуално би ги започнале преговорите. Овие две области се покриени воедно од извештајот на Прибе, а ќе бидат и од новиот извештај кој што ќе го подготви експертската група. Кога би можел да се очекува таков некој извештај? Се спомена самитот на Боби, спомена дека извештајот на Прибе веќе го очекуваме во јули. Сега, она што чувме денеска е дека комесарот, доколку е точно, најавил вонреден извештај за Република Македонија. Тој би можел да се случи веројатно есенва или би се случило октомври или ноември. Тоа е распоредот обично. Самитот на Европската унија се одржува во декември до 15 до 20 најдоцна, на кој што евентуално би можела, доколку се направи
евидентен исчекор во однос на овие прашања, да се очекува можеби враќање кон условената форма на препораката од пред 2015 година во и ова е веројатно најдоброто условената која велите условената, мислите на спорот со името, а не условена од не замрзната од нема ни да се појави доколку не постои. Мислите ли дека пред локалните избори би било ова поместување или чекор напред или Брисел ќе тактизира тука? Не зависи толку од Брисел, зависи од нас. Ако ние испорачаме резултати, ајде да видиме во која состојба сме ние сега. Последниот извештај вели Македонија е заробена држава. Сега веќе не е така, нели? Барем делумно. Во смисла на формирањето на влада, започнавме со процесите. Многу ќе зависи наредниот период. Нема ден одмор за новата влада. Тие мора посветено да работат затоа што чекаат многу реформи. Грција во право е, колешката велиме, тоа е само еден дел сега од проблемот. Што ќе правиме ние со овие 35 сфери на општественото живење во кои што со години стоиме во место, а во еден добар дел од нив и назадуваме, особено поглавијата 23-24, правосудство и се друго. Наброја 4 области. Не, но тие се сите. Зошто се важни? Затоа што на крајот на криштата ова го прават за граѓаните на Република Македонија, да чувствуваат дека живеат во поинаков свет. Тоа треба да се постигне. Тоа сигурно нема да се случи до изборите, локалните избори на есен. Тоа е процес континуиран кој што ќе трае со години. Што може Европската Унија да направи за да почувствуваат граѓаните на Македонија конечно дека не е ова само морков на крајот остав? За сега така изгледа. Меѓутоа ќе видиме за период од 4-5 месеци можат неколку работи да бидат направени подобро. Можат да започнат министерствата поактивно да работат. Ние немаме формирани нити тела. Во сите министерства работат по неколку луѓе задолжени за европски интеграции, кои што се далеко од европските интеграции затоа што не ги познаваат процедурите, практиките, правилата. Мора да се приклониме кон Европа за да можеме парите кои што досега ни ги даваат да ги задржиме и евентуално да добиеме уште поголеми средства. Сами нема да можеме. Ние сме во таква состојба кога неопходна е помошта од Европската Унија и во смисла на советодавната улога од нивните стручњаци и во смисла на финансиска поддршка. Сите процедури кои што ќе треба да ги имплементираме се и многу скапи. Значи очекувате финансиска поддршка и многу... Па тоа е суштината на преговорите. Ние сами нема да ги... можат да го направат. Така е. А можат да бидат цело време партнери на македонската влада. Добро е да ја имаат поддршката сегашните Заев и неговата влада. Добро е постојано да ја одржуваат затоа што така побрзо ќе одиме кон европските интеграции. Поважно е тоа да го реформираме општеството. Паралелно ќе се решаваат другите проблеми меѓу кои односите со соседите. Мислите ли Кацарска дека Европската Унија е подготвена веќе да даде повеќе финанси, мониторинг? Да, Приве, ќе дојде наскоро. Веројатно да, иако ние мора да бидеме свесни дека ние и тие средства кои што ни беа на располагање преку предпристапните фондови не ги користевме доволно. Или ги злоупотребувавме, значи нашата стапка на искористеност е доста ниска, помалку од 30% ефективна во однос на претходната финансиска рамка 2006-13, а за наредната 2013 до 2020 уште се учиме како треба. Така да, од тој аспект, доколку најмногу користењето на овие фондови зависи од административниот капацитет, навраќајќи се на тоа што спомена колегата претходно. Она што е значајно е дека во однос на капацитетите кои што постојат во администрацијата, Република Македонија многу исто така во однос на ова уназадуваше, односно ако ги погледнете извештаите од некаде 2005-та, 2006-та, 2009-та визната либерализација до денеска, има постојано влошување со координацијата на системот за пристапување во ЕУ, што е разбирливо. Бидејќи земјата немаше процес. Доколку немате вие процес од другата страна, администрацијата нема да работи, тоа е едноставно тркало кое што врти и самиот процес не е замислен за земја како Република Македонија да стагнира во едно место. Но мислите ли дека и Брисел ја научи лекцијата? Хан нешто така спомена денес, бидејќи целиот Балкан, не само Македонија, беше оставена настрана после она изјава на Јункер дека нема прием во Македонија. На неколку наврати се споменува ова, тоа е точно. Воедно комесарот денеска се потсети и во дел од другите изјави на лидерството кое Република Македонија го имаше пред десетина, па некаде до 2008-2009 година во однос на регионот. Така да мислам дека некоја форма на рефлексија е направена и од нашите контакти со земјите членки го гледаме тоа.
Колку тие всушност можеби ќе ги зголемат средствата е друго прашање. Она што го чувме е дека Германија подготвува свој посебен план за Балканот, да, бидејќи како што спомена нивниот министер за надворешни работи, очекуваат дека е поевтино да го решат прашањето сега отколку подоцна да се справуваат со последиците. Така да ќе видим веројатно лекцијата е научена од страна на дел од земјите членки. Добро, може да сметаме на германската практичност, може би во овој случај. Господине Дисковски, реформи во судството, тоа е преамбициозно со оглед во каква состојба е судството и отпочнување на преговори токму во овие поглавија. Што би можело за овој кус период да се направи и да се покаже како резултат во Брисел? Мора да бидеме начисто. Поддршката која што ја добиваме од Европската Унија е првенствено насочена во таа сфера и поддршката не е до толку финансиска колку што е во ноу-хау, во знаење. Договорот од пржино не е некоја наше провидение или на нашиве политичари, туку беше резултат на извештајот на Прибе, кој што сега повторно доаѓа во Република Македонија и од она што го слушнавме од Брисел, неговата цел е да го финализира акцијскиот план кој што ќе биде испорачен околу 10 јули, ако не се лажа. Практично, во Европската Унија се свесни и комесарот Хан, и високиот представник за надворешна политика Могерини, тие се свесни колку е периодот до крајот на годината. Неколку месеца. Оние што се занимавале со евроинтеграција знаат дека извештаите порано се затвараа на 15 септември, сработеното всушност беше до кај 1 јули. Ние сега сме околу 1 јули, а треба да почнеме да работиме. Тоа е јасно. Акцијскиот план на Прибе несомнено нема да биде празен, ќе има задачи, меѓутоа задачи кои што можат да се остварат. Сега, кога сме на подрачјето на правосудството, тоа се тие фамозните подречја 23 и 24, земјата може да ги прави внатрешните реформи без да преговара со Унијата, ако го спроведе акцијскиот план испорачен од Унијата. Јасно ви е што всушност ќе се случува. Тоа е тој креативниот дел како на Република Македонија ќе и се помогне. Ќе се помогне со тоа што ќе биде даден акцијски план кој што ние треба да го спроведеме. Во тие рамки, мислам дека е фер кон домашната јавност да укажеме на објективните ограничувања. За жал, поради дефект во нашиот устав, правосудната сфера е врзана за двотретинско мнозинство и ние имаме се уште една политичка групација која што отворено манифестира дека ќе се опира на секој обид да се разбие она гнездо на организиран криминал кој што таа го има формирано. Акцентот сепак има надеж, не е безнадежна работата, акцентот ќе биде ставен на прописите кои што не се носат со двотретинско мнозинство. А тие се? Нема да ги споменам. Добро, кажете ни барем некој каде бидејќи гледачите не се... Има неколку клучни прописи кои што не се носат со двотретинско мнозинство, кои што можат да овозможат почеток на разбивање на она осило кое што го имаме. Клучен чекор во реформата, например, е еден практичен чекор, е ослободувањето од Марко Зврлевски. Значи, тој е еден вид на матица на која што го држи обвинителството како заштитник на организираниот криминал и неговата екипа. Тука треба тоа отворено да кажеме. И не случајно предпоставувам премиерот првиот ден го почне со Марко Зврлевски. Значи, тој е врвот на една пирамида која што треба да се растури. Зад тоа задачата ќе биде во сферата на правосудството, кај што велам и во сферата на судството и отпочнување на нормалната работа на специјалното јавно обвинителство во бранење на обвиненијата пред судовите на Република Македонија. Како што сведочиме овие денови, од оние обвиненија кои што ќе се поднесат во останативе 10 на 12 дена, практично имате цела една политичка структура, од врвот до прилично средниот ешелон. Тоа е начинот како Република Македонија ќе ги спроведува реформите. Треба да се даде поддршка на специјалното обвинителство,
без да се инсистира на продолжување на рокот за обвинение, овие што ги има се доволни. Верувајте ми, Ал Капоне не е осуден за сите илјадници убиства кои што ги имаат извршено неговите луѓе, е осуден за една банална работа, ама доволно за да биде отстранет. Плаќање данок. Најчесто, да. Мислам, за најбаналното кривично дело. Но, заврши во Алкатрас. Криминалната група која што ја зароби Македонија, како што и колегата каже, е на обвинителна клупа. Веќе е на обвинителна клупа, тоа што од нас ќе се очекува поддршка од Министерството за внатрешни работи, да почне да ги пронаоѓа овие луѓе кои што се на удар на кривичниот прогон, заради тоа што видовме дека еден човек као бил во Македонија, па го немало во Македонија, па чекаше да му се укине притворот и одеднаш се појави. Извинете за мене да има потерници да се појавам на граничен премен, веднаш ќе бидам спроведен во притвор. Така што гледаме дека баш и не функционирале нашите органи и комплетниот систем за кривичен прогон. Многу битен дел ќе биде реформата на Министерството за внатрешни работи и негово оспособување да си ја врши работата. Во овој момент, Министерството за внатрешни работи, обвинителството и еден дел од судството, и притоа кога велам обвинителството и првото специјално обвинителство на Македонија за организиран криминал, и еден дел од судството се претворија во брана која што ја спречува државата да допре до криминалците. Практично има возможи да прават што сакаат. Тоа е тоа што ќе се бара од нас, не завршено до октомври, туку до октомври направени добрите почетни припреми и превземени првите чекори согласно акцијскиот план на Прибе. Затоа ќе можеме да видиме за уште една година. Впрочем, ние нема да влеземе во не претендираме да влеземе во Европската унија до година. Неколку години. Да, се споменуваат почеток на... Значи, да бидеме реални. Барем за поглавијата. 7-8 години, јас би бил многу среќен, например, 2025 година Република Македонија да се зачлани во Европската унија. Тоа е една многу оптимистична изјава. Но, нас ни е битно конечно државава да се ослободи од тој баласт и во рамките на тој баласт оние кои што се огрешили од законот да бидат изведени пред лицето на правдата, па макар и не за сите злодела или не за сите прекршувања на законот кои што ги направиле. Само уште нешто. Европската унија ни даде еден голем подарок во остварување на планот на Прибе, тоа е специјалниот обвинител. Никој немаше представа што всушност ќе работи специјалното обвинителство, а всушност тоа е бајпас за Марко Зврлевски. Повторно се навраќам на него. Значи, таа екипа, чиј што предводник е тој, ќе мора Република Македонија со нив директно да се справи. Директно да се соочи и полека да ги смести таму каде што има местото. Господин Дисковски ја спомена опозицијата. Лидерот на ВМРО-ДПМН Груевски беше во Брисел минатата недела и имаше средба со Хан. Дали сметате и се инсистира да биде вклучена опозицијата и мора заради законите кои се со двотретинско мнозинство? Како очекувате да се одвива овој процес? Тешко. Опозицијата ќе го прави тоа што го правеше и додека беше на власт. Ќе ги кочи позитивните процеси во Македонија, затоа што имаат толкаво мнозинство за да од нив зависат многу работи. И ставот на министерот за одбрана од предмалку вели дека тие им дале дури и комисии во собранието кои што ќе ги раководат за да можат да добијат на друго место. Тоа е политика. Меѓутоа, не очекувам дека ВМРО-ДПМН, особено не со сегашните врвни лица таму и пратеници истовремено, би можела да направи нешто повеќе и да го свати процесот на евроинтеграција како неопходен за Република Македонија, па дури и добар и за самата партија. Тие во наредниот период ќе продолжат да го бранат тоа што не се брани, да се однесуваат така како што се однесува и додека беа власт. Особено во овие 2 години до формирањето на владата од првите бомби во 2015 година, видовме како се таа партија може да ја практикува и власта, а и сега работите кои што зависат директно од нив. Во право е професорот има неколку подрачја во кои што и нема да зависи од двотретинското мнозинство во собранието. Тука мора да се даде
поголеми, да се вложат поголеми напори за да можеме да се ослободиме од тоа. Не случајно почнуваат преговорите во областите 23 и 24. Тоа е затоа што условно се смета дека тие се најтешките, најобемните и подрачја за кои што преговорите траат најдолго. И затоа почнуваат првин. Поедноставните се завршуваат и во неколку дена. Знаете, на една средба е сосема доволно да се завршат. Меѓутоа, тука е прашањето дали Република Македонија може да се носи со европските земји. Одговорноста за секој, отчетноста за сите. Никој не може да се однесува со државата како да е негова лична својина, без при тоа да е свесен дека еден ден ќе носи одговорност. Ние мора да покажеме зрелост во тој правец. Само така можеме да се квалификуваме за членство во Европската унија. дека зрелоста ќе се покаже ако се воспостави политички диалог, да ако опозицијата е вклучена во сето тоа. Јас би рекол дека зрелоста ќе се покаже ако ги добиеме првите пресуди против лицата кои што ја доведоа државата во состојба на заробена држава. Од тука почнуваат. Не можете со тие лица да ги правите реформите. Дури нема да очекувате од нив да гласаат позитивно за некои помалку значајни прашања. Тие нема да се приклонат кон ниту една позитивна реформа на владата. Заев тоа не може да го очекува. Тоа се луѓето кои што дејствуваа Македонија да застане во регионот. Со тие луѓе не можеме да очекуваме промени. Макар и од аспект на опозиција. Да, меѓутоа, вие рековте нема црвени линии кога е во прашање спорот за името, меѓутоа и Заев и Груевски кажуваат дека кога ќе се предложи некакво решение за спорот со името, се ево ова ќе оди на референдум. Се разбира дека ќе оди, тоа е и последната инстанца, народот треба да го каже тоа, дали се согласува со промената или не. До тогаш е рано, можеби Груевски, а можеби ниту Заев ќе бидат во позиција да носат одлуки во Македонија. Додека дојдеме до референдум за да се изјаснуваме дали сме за тоа или тоа. Ако може само спорот за името не мора да заврши со промена на името на Република Македонија. Така е. Да, тоа е точно. Така да ги референдум. Компромисот, затоа и инсистирам цело време на отстранување на иредентистичката компонента. 5 години во неколку наврати сум пишувал на таа тема. Пишувам и ќе продолжам и понатака. Она што го научив работејќи на оваа проблематика е дека ако е отстраните иредентистичката компонента, а тоа е обидот за враќање на изгубената татковина, деловите од изгубената татковина, она така наречената етничка Македонија, за која што очекувам новата влада, министерот за надворешни работи, премиерот, јасно да декларира дека не постои етничка Македонија, постои географска регион Македонија и тој географски регион ние сме во еден негов дел. Ако отстраните таа иредентистичка компонента, спорот за името нема содржина. Ќе ги одземете аргументите на Грција. Декларираната цел на Грција, што треба да донесе компромисот за името, е отстранување на иредентистичката компонента од Македонија. Ако немате иредентизам, и ако името во себе не вклучува иредентизам, вие немате всушност што да испорачате. Затоа велам дека не сум сигурен дека навистина компромисот за името мора да заврши со промена на името на Република Македонија. Има неколку компромисни варијанти без да се случи промена на името. Едната од нив е Република Македонија и таа мислам дека е најреалната, е да декларира дека во меѓународните односи секаде ќе окористи своето полно уставно име, Република Македонија, и дека нема никаде, на ниту едно место, да се представува како Македонија. Зашто Македонија е поширок регион, кој што ние не полагаме право и не претендираме да полагаме право. Меѓутоа Грција до сега тоа не го прифаќаше, инсистирајќи на црвените линии, да ги повториме, промена на името за севкупна употреба. Грција тоа не го прифаќаше и Грција понуди наше омеѓување во регионот Македонија преку преименување во Горна или Северна Македонија, со што точно ќе не лоцира во регионот и точно ќе се направи разликата, меѓутоа не најде на никаков одговор, односно најде на молчење, едно аутистично однесување од страна на владата од 2011 година наваму во ситуација кога добивме едно такво моќно оружје како што е пресудата на Меѓународниот суд на правдата. Наместо
ние да се конфронтираме со аргументи, се разбира, не е воено да се конфронтираме, туку да ги конфронтираме аргументите спрема Грција во поглед на иредентизмот и тоа аргументите за кои што сега имаме судска подлога. Ние отидовме да градиме споменици и отидовме да воспоставуваме врска со славното античко минато и да бидеме изложени на подсмев дури во научната сфера, кај што не споредуваат, например, со Бенито Мусолини и неговите славни проекции на Римската империја и обидот Италија да ја возобнови славната Римска империја. Значи, ние со античка Македонија треба да ја пресечеме врската, да почнеме или да се вратиме таму кај што бевме до пред неколку години, изградени од македонски идентитет, како наследници на Свето Кирил и Методиевата патека, следбеници на Свети Климент и Свети Наум Охридски, нашиот словенски идентитет да го проектираме и како такви да се представиме пред светот. Значи, повторувам, разликата од регионот Македонија ќе поставиме на тој начин што и покрај тоа што нема потреба, ќе се обврземе никогаш и никаде државата да не се нарекува себе си и да не бара другите да ја нарекуваат Никој да нема ексклузивно право Република Македонија или скратено Р Македонија. Во Обединети нации да бидеме под Р, не под М, и на тој начин да го направиме она што во дипломатијата се нарекува една отстапка за да го задоволите другиот дури и таму каде што тој реално нема право. Јасно е дека правото на самоименување е дел од правото на самоопределување и така натаму. Тука ќе направиме сме за компромис. Тука ќе направиме една куса пауза за реклами и се враќаме повторно на дебатата. Гледате Топ тема на ваша страна, дебатираме за пораките денешниот Брисел. Господине Дујовски, слушнавме дека сега е моментумот кој треба да го искористи Македонија. На што се мисли, каков моментум се создаде одеднаш за Македонија во регионот? Новата македонска влада има широко отворено поле и отворени врати во Брисел. Почнува од една не толку добра стартна позиција, меѓутоа може за релативно краток период да искористи многу. Целата констелација на односите на Балканот оди во прилог на тоа дека со малку повеќе напор од досегашниот Република Македонија може бргу да се врати таму каде што е местото. Односно, ако ништо друго, барем во најмала рака да биде со Србија, со Црнагора, со земјите кои што водат преговори за членство. Имајќи го предвид регионалниот контекст и на Косово и во Босна и Херцеговина, на Европа и треба регионот стабилен. Република Македонија може само да биде добар партнер во тој дел. Ја напуштивме, односно ја ставивме настрана владата која што беше затворена кон себе, затворена и настрана од сите соседи, затворена од сите регионални текови и сега имаме нова влада која што има силна поддршка и која што може да се вклучи не само на политички план, туку и многу повеќе. Мислете дека е само заради новата влада или Па од тука треба да се почне. Спомена професорот претходно гасоводите кои што поминуваат овде и многу други проекции кои што поминуваат покрај нас, а ние до вчера не сме ги користиле. За НАТО е прилично јасно по приемот на Црна Гора во НАТО и руските реакции дека Македонија би можела да биде земјата во која би се прекршиле интересите на Западот и Не, подобро е да не се прекршат. Подобро е да не биде така. Република Македонија само треба да го следи однесувањето на другите држави во регионот. Ние сме обкружени со соседи, членки на НАТО и Бугарија и Грција и Албанија. Таму ни е местото и нам и мислам дека тоа е една добра брана помеѓу односите на Западот и Истокот или Европската унија и НАТО со Русија, но не да дозволиме да се прекршуваат овдека никакви политики. Руското влијание во Република Македонија историски погледнато не е ни приближно такво како што е влијанието на Европската унија и земјите членки на НАТО во изминативе 25 години и затоа мислам дека ние треба што побрзо и што на поедноставен начин да се приклучиме кон таа алијанса без при тоа да размислуваме дали Русија ќе ги прекршува копјата во Република Македонија. Токму членството во НАТО ќе ни даде стабилност, пред се безбедност, а потоа политичка стабилност, економски подобра состојба и многу други процеси кои што ќе се затворат со членството на Македонија во НАТО. Сметате ли дека рускиот продор дисковски го резултираше со менување на политиката во НАТО или ќе резултира? Несомнено, заканата од Русија
Значи, што е заканата од Русија? Дестабилизација на регионот. Русија воопшто нема интерес за стабилност на регионот, не и треба нестабилност на регионот. Второ, во исто во ова студио пред 2 години гостував и загатнавме со домаќинот на темата гасоводите. Република Македонија со претходната влада направи една катастрофална стратешка грешка, а тоа е проба да се приклучи на еден, би рекол, регионален ланец, составен од Грција, преку нас, Србија и Орбан во Унгарија, практично проруски ланец, кој што проруски ланец, меѓу другото, беше носител и на енергетска политика, директно конфронтирана со енергетската политика на Европската Унија и на Соединетите Американски држави. Тоа е оној фамозен турски тек. За среќа, ние имаме среќа што Република Македонија е многу битна алка во разбивањето на тој ланец. Во тој контекст треба да се стави посетата на премиерот Заев на Бугарија. Кога реков дека ние превземавме потези контра Бугарија, беше токму во сферата на гасоводната политика. И забивме нож во грб на Бугарија, обидувајќи се да ја бајпасираме со Грција, со Србија и со Унгарија преку гасоводот турски тек. Република Македонија има прво многу битна улога тука, а тоа е многу битна улога и во уште една друга работа. Во пацификацијата на Србија. Да не заборавиме. Сите војни на Балканот во бивша Југославија своето извориште го имаат во Белград. И конфликтот во Словенија и Хрватска, Босна, да не ги спомнуваме. Србија, се што работат Соединетите држави и Европската Унија во изминативе 20 години, е обид Србија да се стави во рамки и да престане да биде извор на проблем. Во тие рамки или во остварување на таа цел Македонија има клучна улога, зашто ние сега треба да дојдеме да го донесеме НАТО до уште една граница на Србија. Обкружена е со Унгарија, обкружена е со Романија, обкружена е со Бугарија, со Хрватска, сега со Црна Гора и уште на едно многу битно место. Оваа точка е многу битна заради тоа што преку Македонија се добива контакти со Косово. Дозволете тука да ве прашам, дали тоа може да значи влошување на односите со Србија? И сега имавме еден инцидент кој еве денеска разбравме дека завршил со враќање на српскиот агент и Белград го враќа Македонија. Јас искрено се надевам дека онаква братска љубов помеѓу бившите удбашки структури на Македонија и на Србија веќе нема да има. Се надевам дека новиот премиер ќе успее да се огради од старите удбашки структури кои што буквално го заробија стариот премиер и за братската љубов со Вучич, со министерот за надворешни работи и со целата гарнитура на разноразни Шешелјевци, Милошевичевци, всушност тоа старите удбашки структури. Видовме на 27 април што тие удбашки структури работеле и за поздравување тоа што новиот премиер првата изјава која што ја даде е оградување од нив. Процесот на пацификација на Србија ќе заврши со признавање на независноста на Косово. Република Македонија тука може многу да добие, притискајќи за Србија да биде вклучена или за Србија да се вклопи во новата архитектура на Балканот. Едно од прашањата кои што може би можела да се отвори и со Грција е притисок кон сојузниците и кон Грција да Грција го признае Косово. Да, тоа ние имаме ситуација во која што членка на Европската Унија не го признава Косово. Со тоа да пресечеме уште една гранка на која што стои она старо пријателство кое што всушност е изворот на проблемот за името. Господјо Кацарска, дали руското влијание е присутно и за Европската Унија да ги отвори пошироко сега вратите кон Македонија? Несомнено, руското влијание доведе до некаква форма на освестување од страна на ЕУ и во таа насока се интерпретираме неодамнешната изјава на канцеларката Меркел дека просторот во кој што ЕУ креира вакуум всушност се беше пополнет од други сили и мислам дека тука пред се ова се однесува на Русија. Она што е важно е дека Русија успеа со многу малку инвестиција воедно и никаква веројатно да предизвика внимание кај ЕУ.
но мораме да имаме исто така во предвид дека и кај дел од македонската јавност постои подигање на процентот на од популацијата кој што ја гледа како стратешки партнери, пред се тоа и вашите анкети покажаа дека се поддржувачите на И уште нешто, кога Европската Унија, кога разговараме за членство во Европската Унија, освен помош, посредување во споровите, Европската Унија веќе ги испитува и сите проекти кои се спроведувани во Македонија, ОЛАФ, агенцијата на Европската Унија. Може да ни кажете што се испитува во моментов, излегува со аферата Актор, веќе во Грција има покренато обвинение за изградбата на патот Смоквица Демир Капија. Што во Македонија ОЛАФ истражува? Видете, јас лично не знам што истражува. Полесно беше да се работи со Актор, бидејќи е грчка фирма, фирма која што е регистрирана на територијата на ЕУ и затоа многу побрзо може да се реагира таму. Она што знаеме е дека постојат тимови на Актор, имаш во Република Македонија кои што испитуваат дел од последниве месеци. Па видете, последниве месеци меѓутоа испитуваат долгорочно наназад како се делени средствата од ЕУ, меѓутоа исходот ќе треба да го чекаме од нив. Значи може и отаму. И за крај накусо прашање за сите тројца, кога би можеле да очекуваме најрано пристапување кон НАТО и некаков почеток на преговори со Европската Унија или било каква друга форма? НАТО е малку полесно. Доколку има согласност од Грција, еве денеска и Столтенберг тоа го кажа, доколку имате согласност од Грција, повелете веднаш, тие ќе се повикаат на тоа од 2008 и ќе речат не е потребен ни посебен самит, може веднаш Македонија да добие покана за членство, но за тоа е потребно да видиме прво како ќе се однесува Грција. За во однос на европските интеграции, почетокот на преговорите, тоа е посложен процес, тука нема многу да не зависи од ден, не зависи ниту од одредена активност, тоа е целокупен процес од кој што може да се случи да трае и неколку години и покрај добрата волја од сите нас. Нема да се случи толку брзо. Господине Дисковски, вие кажавте дури прогноза 2025 некакво членство. Оптимистичка најава и очекување. Значи, тука морам да признам дека тоа е моја интимна желба, толку брзо да биде. Така. Сега, може би некој ќе рече дека тоа е многу далеко, јас мислам дека тоа е многу брзо. За НАТО кога најрано би можело да има некаков резултат? Моето предчувство, значи ова е нагаѓам, немам информации, веќе загатнав дека од прилика неколку недели од страна на западните влијателни аналитичари почна да се пушта новата можна стратегија, тоа е прием на Република Македонија во НАТО под референцата поранешна Југословенска Република Македонија, онака како што е договорено во времената спогодба, она што е ново е дури и од, например, Едвард Джозеф од меѓународната кризна група, сега угледен професор на угледен универзитет на Џон Хопкинс во Соединетите држави, одеднаш почнаа да се сеќаваат на пресудата на Меѓународниот суд на правдата и на отвореното практично дезавуирање на овој врвен орган од страна на Грција со тоа што тие се однесуваат како воопшто да не ги засега нив. Мислам дека имаат нашите сојузници, пред се Соединетите Американски држави, една изморена алатка да ја завршат работата за брз прием на НАТО со потпирање на пресудата на Меѓународниот суд на правдата. Ќе открием една тајна која што и не е тајна. Еден од драфтерите, пишувачите на таа пресуда е Американскиот суд во Меѓународниот суд на правдата. Така што бидете сигурни дека очекувате Соединетите Американски држави да одиграат голема улога, иако не се толку експонирани во моментот. Дека многу им е важно меѓународното право и многу им е важно да се исполнуваат превземените обврски. Затоа реков, времената спогодба. Очекувам Министерството за надворешни работи, дипломатијата да почне да ја пушта оваа порака. Да, вопрос. Дека добрососедските односи се со времената Кацарска, за крај, ќе добиеме многу различен извештај следната година, редовен од Европската. Јас само би напоминала дека од 2016 година од самитот во Варшава, нашата покана за НАТО е условена и од политичките процеси, така да се потсетиме дека ќе мора да видиме резултати паралелно со ова, иако се слагам потполно со професорот Дисковски дека
фокусот се Соединетите американски држави, од каде што дојде оваа дискусија, особено од дискусијата во Конгресот. Дали ќе добиеме поинаков извештај, дали наесен или најверојатно редовниот напролет, доколку владата исполни барем дел од она што ни го напомена вице-премиерката Шекеринска, ќе биде различен, бидејќи во изминатите 2 години имавме само уназадување, па веројатно не можеме да отидеме во... Ви благодарам сите на учеството. Тука е крајот на вечерашната топ тема. Останете со програмата на Телма.